Граѓанинот кој ќе се упати во самото избирачко место е должен да носи заштитна маска на себе. Пак ќе напоменам и тоа дека и овој пат се одржуваат избори во едни епидемиолошки услови, со тоа што за да оствари гласачко право на избирачкото место каде што е запишен, неминовно е да носи на себе заштитна маска, понатаму да има валидан документ за гласање, тоа е лична карта и патна исправа. Со тоа што кога ќе се упати во самото избирачко место, се насочува на член на избирачки одбор кој што седи најблиску до влезната врата на самото избирачко место и кој што ќе ги проверува биометриските документи, лична карта и патна исправа, и понатаму ќе го насочи гласачот да се идентификува на уредот за биометриска идентификација на гласачи, а со кој единствено и само ќе ракува претседателот или заменик претседателот на избирачкиот одбор. Понатаму по идентификација со деснот показалец на местото определено за тоа и на самиот уред, и кога ќе му се појави зелена светла, понатаму поминува на член на избирачки одбор кој што ракува со изводот од избирачкиот список и истот гласач го насочува да се потпише во местото определено за тоа, односно до фотографијата, односно името и презимето во самата колона, односно да стави отпечаток од прст доколку лицето е немоќ, односно неписмено лице. По спроведување на таа поставка, понатаму гласачот се насочува на член на избирачки одбор, по кој што пак ќе му цепа внимателно од кочаните со гласачки ливчиња и ќе става печат на горната десна страна во горниот десен нагол во местото определено за тоа. При тоа да напоменам дека на овие избори ќе се кинат две гласачки ливчиња, едното откочено за гласачки ливчиња за кандидати за градоначалници, другото гласачко ливчиње ќе се кине откочено со гласачки ливчиња за членовите предложени за совет. И понатаму петиот член на избирачки одбор ќе го насочи гласачот кон гласачкиот парван, каде што за окружување на редниот број пред еден од кандидатите, односно кандидатските листи, ќе го оствари своето загарантирано право тајно на глас. Ќе се упати понатаму гласачот кон гласачките кутии, ќе ги пушти советните гласачки ливчиња, гласачкото ливче за кандидат за градоначалник во гласачка кутија за кандидат за градоначалник, гласачко ливче за член на совет ќе го пушти во советната кутија за член на совет. Понатаму ќе си ги земат документите за лична идентификација, каде што секогаш стојат додека овој гласач ротира, односно кружи во самото избирачко место, кај членот на избирачкото одбор кој што ракува се изотот од избирачкиот список и без никакво понатамошно задржување ќе го напушти веднаш самото избирачко место. Битно да напоменам е и тоа дека нема да има поголемо задржување на самите избирачки места. Избирачкиот одбор е должен тоа да го спроведе, со тоа што во самото избирачко место треба да се задржат не повеќе од 2-3 лица во самото избирачко место.